ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе. Избирам да бидам синот твој, да останам во љубовта, да љубам како Исуса. Те љубам, Оче Боже, Татко мој, и избирам да бидам синот твој, да останам во љубовта, да љубам како Исуса. Мирувам, Татко мој, зборувај денеска низ мене, нека Твоето живо слово ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Оставам се во Твоите раце. Ти живеј во мене, Господе Исусе Христе, испратен од Таткото Небесен, да ни го покажеш патот на љубовта, да ни покажеш како да постапуваме, да се усовршуваме во љубовта. Нека секое слово кое ќе биде изговорено ги допре оние срца кои ќе се отворат за Исусовата љубов. Ќе се покајат за гревовите, ќе го повикаат Исус да живее во нивните срца. Ќе го повикаат Исус да живее во нивните срца. На почетокот Римјаните 12:1 и 2. Важен момент да разберете што значи да се биде христијанин. Не си христијанин ако правиш верски обреди, ако го читаш само словото, ако извршуваш некој дел, ако цитираш. Христијанин си ако, браќа, пазете, браќа, во името на Божиото милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши, нашите тела, по жртва жива, живи камења во Христовата црква, света и благоугодна на Бога, како наша, ваша духовна служба. Тој зборува за духовна служба, а треба да ги подадеме телата. Значи не да тераме со телата тоа што сакаме, да сееме во телото, него да бидат во духовна служба. Не сообразувајте се со овој век, она што ни се случува денеска нам, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум. Со возобновен ум има еден друг превод. Секоја мисла да е покорна на Исус. Возобновен ум. Пазете, да можеме да испитуваме и осознаваме што е волјата Божја, која е добрата, благоугодна, совршена волја Божја. Ние зборуваме за Божја волја, не за нашата волја.
Кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото? Адам е изгонет од рајот. Знае што е добро и зло. Вавилонците сака да се искачат највисоко, сатаната сака да е над Бог. Тоа се сите категории кои постојат во нас. Земјата, единствената причина како е создадена е да можеме на неа да се усовршиме кога ќе дојдеме во состојба на човек на слободна волја. Да повикаме кон Исуса и повторно да се вратиме во царството на духовите. Луѓето не можат да разберат дека ние сме дух, не сме тело. Телото е материализиран дух, отпадната природа поради нељубов по битката на Архангел Михаил и сатаната, запишано во ова Божјо слово, во дух, не во тело. Паднате на земјата, сатаната има малку време. Има две тела на земјата, тело сатанско и тело Исусово, тело човечко и тело Исусово, односно тело духовно. Кога вашиот духовен човек расте, синови човечки имаш и синови Божји. Две категории има на земјата. А вие размислете на која страна припаѓате. Дали имате љубов кон сите? Или сте како и сите други, мразите, колнете, завидувате, поддржувате лоповски партии кои ја продаваат вашата земја? Сребролюбието е најголемо зло. Потоа се искачи на гората, Марко 3:13, и ги повика кај себе оние, како што сум јас овде во гората, кои сам ги одбра да дојдат кај него. Господ знае кои луѓе се негови. Не можете насила да станете христијанин. Земјата, пазете, земјата на која сме сега се подножје на нозете негови. Небото е престол Божји. Значи, ние сме во подножјето на нозете негови. Ние треба да знаеме каде ни е местото, зошто сме паднати на оваа земја. Зашто имаме испратен ангел, ете јас го праќам мојот ангел пред тебе, се зборува за Јован Крстител, запишано во ова живо слово и во вашето срце, ако ве води Духот Божји. Ако ве води Духот Божји, зашто ако останете во моите слова, вели Исус, како се останува во словата? Ако пребивате во љубовта, навистина ќе бидете мои ученици, пребивате во Бога, ќе ја спознаете вистината. Исус е вистината. Зошто? Затоа што тој ни покажува. Никого не осуди, им прости на сите, се покаја за сите гревови, тој немаше гревови, но тоа се однесува на нас и ја исполнуваше не својата, неговата волја, да разбереме со возобновен ум која е добрата, угодна и совршена волја Божја за секого од нас, да помине низ испитувањето на љубовта, да го положи испитот на љубовта, да не се е во телото, телесниот човек не го разбира духовното. Избра 12 да бидат со него и да ги праќа да проповедаат. Меѓу нив беше и Јуда Искариотски, кој извршуваше исто така Божјата волја. Не заборавајте дека и Јуда се покаја. Пишано е. Значи, избра 12 да бидат со него и ги праќа да проповедаат. Што? Дека Царството Божјо се приближи. Дека Исус ви дава живот вечен, ако изберете да љубите како Него. И да имаат власт, да имаш власт, да лекуваат болести, да изгонуваат демони и болести во името на Исус. Што и да побарате од Отецот, се вели, во мое име, вели Исус, ќе ви се даде. Но кога ќе побараш во Негово име, што значи тоа? Во име на љубовта, во име на Бог, во име на Неговата волја. Луѓето мислат што и да побарат, па ќе барат разни работи. Ние зборуваме за Божјата волја во вашиот живот. Ние зборуваме да се бара Царството Божјо. За седа ни се придаде. Те сакам, Господе Исусе Христе. Значи, им даде власт да лекуваат болести, да изгонуваат демони. Симон, на кого му даде име Петар, Јаков Заведеев, брат му Јован, на кој им даде име Воанергес, што значи синови на громот, потоа Андреј, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски, кој и го предаде. Слава ти, Господе Исусе Христе. И дојдоа в куќи и пак се собра народ, така што тие не можеа ни леб да јадат.
И кога чуја неговите, отидоа да го приберат, зашто се говореше дека не бил на себе си. А книжниците, пазете, на Мојсеевиот престол седнаа книжници и фарисеи, пишано. И денеска седат, тие се водачите на црквите, тие кои мислат дека го знаат, го познаваат Бог, го знаеле, го спознале. Цитираат од писмото, а не извршуваат, пишано е. А книжниците што беа слегле од Ерусалим велеа дека во него е Велзевул. Тоа велат книжниците, дека во Исусовите следбеници е Велзевул, дека демоните ги истерува со силата на заповедникот на демоните. Кое писмо и чии книжници се тие, ако Исуса го нарекуваат Сатана? И кога ги повика им говореше во параболи, како може Сатаната да изгонува Сатана? Знаете, ние имаме политички структури овде кои гледате дека ги управува еден извор, поднебесните сили на злото на овој век, кој сака да ја расчеречи, понижи, онади, продаде Македонија, да ја избрише затоа што е запишана во Божјото Слово. Знаете, тие се делумно, условно едни против други. Ево го тој стих, како може Сатаната да изгонува Сатана, гледате дека што се случува на луѓето им е јасно веќе. Не можеш ти да поддржуваш луѓе што крадат, што лажат, што му се поклонуваат на Сатаната. Целиот народ го водиш во проклетство. Македонија не може да ја води човек кој не разбира што е македонец. Македонец е човек избран од Исус, кој го повикува Бог. Дојди во Македонија и помогни ни. Ако едно царство се раздели самото против себе, тоа царство не може да се одржи. Да зборувам ли за Македонското царство, кое денеска е толку поделено, и тие се караат, слуги на Сатаната, шират омраза, нељубов, крадат, лажат, ве продаваат. Изнасилување, забрана на слободно мислење, Бог дава право на избор, тие забрануваат, Сатаната забранува. Поднебесните сили на злото, и вие не можете да победите, ако не го повикате Исус. Ако не го повикате Исус. И ако еден дом се раздели самиот против себе си, тоа се работи на црква. Ако е домот на Исуса е поделен на 3 големи деноминации, други, тој дом не може да обстане. Затоа јас ви зборувам дека не можам да припаѓам и на Исус, и на деноминации. Јас му припаѓам само на Исус. Не плаши се мало стадо. Може би сме 10-20 луѓе кои ќе останат во Исус, кои ќе излезат од доктрините на големите гробници, доктринарни цркви, во кои духот на Исус сака да го затворат, а духот се движи каде што сака. Тој одредува кој ќе проповеда. Ако Сатаната се дигнал против себе си и се разделил, зошто го поделиле Исус во црквите? Не ќе може да се одржи. Зошто е поделен Исус во црквите? Нели Исус е главата на црквата? Која црква е тогаш правата? Не ќе се одржи Сатаната, но му дошол крајот. Тој знае дека има малку време. Како што секој од нас ќе знаеш дека имаш малку време. По извесен период ќе паднеш болен. Ќе пострадаш со телото за да имаш време да се покаеш и ќе разбереш дека силата, како што е запишано во Матеј, молитвата на Маслиновата гора, овде во Елкината гора, Твое е царството, татко мој, и силата. И царството е негово. Вие правите земни царства. Никој не може кога ќе влезе во куќата, се мисли на твојата душа, на силен човек, да му ја ограби покукнината. Но кога си силен, кога сум слаб, тогаш сум силен, вели апостолот Павле. Доволно ми е силата Христова. Се можам преку Исуса, кој ме крепи, кој ми дава сила. Силата Исусова. Да му ја ограби покукнината, кој најнапред не го врзе силниот, и тогаш ќе му ја земе покукнината, но силниот, оној што е во мене, Исус е поголем од тој што е надвор од мене. Често сега почнувам да се среќавам со некои луѓе, кои се слуги на доктрини, слуги на парите и на мамона, слуги на партиски челници, слуги на Сатаната. Ке истурат бес и злова. Знаете, и тогаш ќе го разберете оној стих, трпеливо поднесувај навреди. Или заврти го и другиот образ. Но сепак го има и тој стих, да, не, а што е повеќе од тоа од лукавиот, и не го фрлајте бисерот пред свињите. Еден период ги слушам, ако не примаат, го земам бисерот, не им го давам на свињите, и на песот да си ја јаде својата блуеница. Тоа се категории на луѓе. Не заборавајте дека во свињите може да престојуваат демоните.
им даде можност, дозвола да се напикаат во свињите, ќе се удават во морето, во огненото езеро. Еден ден ќе горат, материјата гори, не може да го издржи огнот на љубовта. Но кој похули, вистина ви велам, на човечките синови ќе им се простат сите грехови и хули. На друго место ви како некој хули против Исус ќе му се прости, но кој похули на Светиот Дух. Што подразбира Светиот Дух? Нему нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен пред вечниот суд. Вечниот суд е Исус, тој е вечен, Отецот е вечен кој пребива во Исус. Зашто велеа нечист дух има во него. Тој зборува за книжници и фарисеи, кои велат дека го знаат писмото, слушнале дека има некој дух, а велат дека е нечист духот. Нема да им се прости на овој и на оној свет. Тие го распнаа Исус, нема да им се прости. Велат дека го знаат Словото. Тоа се тие книжници и фарисеи што седат на престолите на црквите, на црковниот престол, што го поделиле сатанското тело. Црквата Исусова е една. Исус е пасторот, владиката, попот. Исус е глава на црквата. Те сакам, Господ Исусе Христе, и тогаш кој похули на Светиот Дух? Кој хули на Светиот Дух? Па тие што го знаат писмото. Немаат љубов, зборуваат дека се од Исус, хулат на Светиот Дух. Тие што не знаат дека постои Светиот Дух. А околу него и дојдоа мајка му, браќата негови, па стоејќи надвор, порачаа да го викнат. Ние зборува за роднински врсти, ви го дава овој момент. Роднинска врска на земјата. Ние сме сите синови Божји горе. Синови, керки Божји, синови Божји. Околу него седеше народ и му рекоа: ете мајка ти и браќата твои и сестрите твои надвор се и те бараат. А тој им одговори: која е мојата мајка? Кои се моите браќа? Суштински да, суштински. Упатувајќи поглед кон оние што седеа околу него, рече: еве ги мојата мајка и моите браќа. Значи, зашто оној кој ја исполнува етеа волјата Божја. Значи, да разбереме со возобновен ум која е добрата, угодна, совршена волја Божја за нас. Не јас што сакам да јадам од дрвото на познанието на доброто и злото. Исус што сака, сега ме викаат да кажам некој монолог. Фала му на Господа ме води. Бе во Лондон 2 пати, во Малме, Тирана, Пиринско, по целом Пиринска Македонија, на целиот македонски полуостров, во Егејско, во Албанско. Ме носи да зборувам текстови. И сега ме викаат на некој собир каде што треба, после извесен период се разбира дека ќе дојде член, ќе дојде лидерот на некоја политичка заедница. Замислете, ми ги бараат текстовите што ќе зборувам. Како да му објасниш на слеп човек, на телесен човек, дека јас не зборувам од себе, туку од оној што ме прати. Дека јас го зборувам она што ми го дава тој. Кога ќе ве приведат, не грижете се што или како ќе зборувате. Духот на вашиот Отец ќе говори низ нив, дека јас зборувам во дух. Како да му нацртам дека ќе зборувам во дух и му давам текстови: бидете мудри како змии, незлобни како гулави, благи како гулави. Можам да им кажам не доаѓам, но им давам текстови од Библијата. И минатата година се случи истото. Често ме напаѓаат партиски структури. Јас им велам дека кога му даваш амин на оној што краде и ја продава државата, ти одиш во проклетство, ти даваш подршка на злото. 2 тела се на земјата. Не можете да му служите на Бога и на мамона, на парите. Синови човечки и синови Божји. Дали Исус пребива во твоето срце, брате и пријателе, за да бидеш син Божји? Дали им прости на сите? Дали осудуваш? Дали се покаја и за тебе и за твоите предци? И дали ја бараш Божјата волја и го прашуваш Отецот што да направам денес за тебе? Татко мој, во името на Исус, што и да побарате во мое име, во име на љубовта, по неговата волја, ќе ви се даде. Не вашата волја. Кој ќе турне слеп човек од патот, проклет да е. Кој ја исполнува волјата Божја, волјата на Небесниот Отец, ме уведен друг препев, тој ми е брат, сестра и мајка.
Значи, ние зборуваме за една друга состојба, духовно роднинство, не телесно. Телесното ти е дадено секако да се грижиш за своето семејство, да се грижиш за тие што треба да им даруваш љубов. И пак почна да поучува покрај морето. Имаме духовно роднинство во Отецот Небесен, во Неговото царство на љубовта, во царството на духовите. И пак почна да поучува покрај морето. Марко 4. Се собра околу него многу народ. Тој влезе тогаш во кораб во морето и седеше, а сиот народ стоеше на суво покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи. Треба да рипнете во морето, не можете на суво. И поуките своји им велеше, значи не можат да понесат колку што можат, им кажува приказни за мали деца. И ова ќе биде сликовница, разгледница, боенка, освен ако не ве води Духот Божи. Освен ако вашиот проповедник не го избрал Исус, а не некоја деноминација и прима плата од некоја деноминација, брани деноминацијата. Тоа е исто како политичко здружение и партиско здружение, каде што е поделен Исус. Кој го поделил телото Исусово? Исус сигурно не е. Исус е главата, ние сме органите со нашите живи тела. И ги поучуваше многу во параболи, во поуките своим велеше, слушајте, те излезе еден сејач да сее. Значи, вие го зборувате словото на Исус, сеете. И не знаете кога ќе фати корен. Често ме среќаваат луѓе на улици, во самопостои во месарници. Знаете, сеќавам дека се допрени од духот. Не јас што сам. Имав еден интересен случај. Држам часови по јавен говор. Ми се расипа хард дискот, кој чинеше околу 100 евра и кренав рација, Исусе, зошто вака? Помогни ми, како и се јави едно дете на курс за јавно говорење. Држам часови. Сумата која тој ја плаќа е точно колку што треба да се купи хард дискот, му кажав за тоа, потоа добив уште една донација. Значи, Исус нема да те остави. После неколку средби, тој почна да се ослободува од чувствените блокади во неговото тело. Јас му кажам дека со молитва, и тој верува, верник, и почнавме да се молиме. И на некоја средба, на некој час, сме се молеле, јас сум заборавил во духот. Доаѓа на следниот час и 4,5 страници ми чита молитва. Јас запомнив. Викам, како ја запомни молитвата толку? Од збор до збор, од буква до буква. Нито една црта нема да се измени од законот. Века, чудо како ја запомнив. Знаете, тоа покажува кога Духот Божи ве води, ки има отчитување. Ние можеме да зборуваме за многу работи, но нешто сакам јас. Нека биде волјата Твоја, татко мој. Тоа е христијанство. Вие сакате ова, сакате она. Она што ви се случува во Македонија е последица на степенот на нељубовта која има кај водачите на овој народ и подчинетоста на злото, на сатаната, на масонски и сатански организации со кои вие подпишувате, со тоа Македонија му ја подпишувате, но бидејќи Македонија не е ваша собственост, јас ја враќам Македонија на Исус Христос и кажувам дека таму припаѓа нему. Тој договор не е важечки, не е валиден, е ништожен, бидејќи Исус Христова Македонија, тој не запишал именувал, он ги дал имињата на сите народи и секој колено и јазик да го слави Бога. Значи, изгледа еден сејач, како што го сее словото, и се случи кога сееше едно семе да падне покрај патот, па долетаа птиците небески и го исколваа. Паднати птици небески и земни. Друго падна на каменито место каде што немаше многу земја. Набар го изникна зашто земјата не беше длабока, кога изгреа сонцето, тоа свена. Па бидејќи немаше корен се исуши. Тој зборува за сеење на семето во вашата душа. Каква е вашата душа? Дали е камена, тврда, безводна? Некој падна на трње, израста трњето и се исуши и не даде плод. Друго падна на добра земја. Почна да дава плод. Каков плод? Плод на љубовта. Победи го злото со добро, да возвратуваш со љубов. Љубовта не помни зло, не го помни злото. На се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува, зашто Бог е љубов. Мојот татко е љубов, Исус е љубов, милоста негова е вечна. Слава ти, Господи Исусе Христе. Друго падна на добра земја, почна да дава плод во некоја душа, што израсте и узреа, принесе кој е 30, кој е 60, кој е 100. Имавме едно дете од еден град од средината, од една мала заедница, која дојде пак се формира една мала група во еден град во македонскава земја, во Исусовата земја. Свештеникот му поварал пари, мито за да се запише на богословија. Многу бргу дојде до Исус со отворено срце, почна да ги пее песните, да се моли. Тој сега стои пред Исус. Оттаму ние сееме, тој презема.
Isuse sejačot, jaz ne znam što će se slučilo su sekoga od nas, niti so mene. Ako ja pogrešam, ako se otkažem od Isusa, ako pogrešam protiv sveti od duh, nema da mu se prosti ni na ovoj, ni na onoj svet. Togaž nazad odiš, ja pokažu sve ta satanska, vavilonska priroda, jadeš od drvota na poznanijeto, na dobroto i zloto. I ti si sin čovečki, sin satanski, pripagaš na satansko to telo. Бидејќи земјата е подножје на нозете негови, зошто си во подножјето, а небото е престолот кај престолот. Па погледни во твоето срце, дали имаш камено срце, тромо срце, тесно срце, дали ги љубиш сите или осудуваш, дали се надеваш и веруваш, се поклонуваш на човек во проклетство, на парите и на мамон, на сатански здруженија, наместо на Исуса Христа, живиот Бог. И им рече, кој има уши да слуша, нека чуе. Ова го напишал семокниот Бог, ова е живо слово. Сите слова се од Бог. Сите слова. Сатаната ги зема, ги извртува. Тоа значи вие ги земате, ги извртувате, пишувате некои приказни, на крајот ќе дојде на платата. Да ви раскажам колку актери погинаа. Режисери, драматурзи завршуваат во гибел. Затоа што славата е негова, јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Ги земаш словата, ги трошиш за себе праведно, за себе љубие. Ние зборуваме, ако љубов немаш, ако Исус го немаш, ништо не си. На крајот ќе паднеш болен, ќе овкаш, ќе пострадаш со телото за да се покаеш. Ако го остана само оние што беа околу него заедно со 12 мината го прашаа за параболата и им кажа. Неговите ученици околу Исус не го разбираат словото, а ние денес имаме книжници, фарисеи кои седат на престолот Мојсе, водат цркви, заедници, доктрини, го разбираат словото. Кој го спознал умот Господов? Кој го спознал умот Господов за да го објасни? Тој вели дека го спознал. Јас не знам ништо и не можам ништо сам. Овие слова се од Отецот Небесен во името на Исуса Христа, тој зборува низ мене. Ги дава толкувањата во дух, не во тело. Припаѓам на Исусовата црква. Една е црквата е на Исус, нема други цркви. Исус не ја поделил црквата. Кој ја поделил, прашајте се вие, и кој седи на престолот на Мојсе, книжници и фарисеи, оние истите, кои го распнаа и им кажа, вам ви е дадено да ја знаете тајната на Царството Божио, а на они надворешните се ева параболи. Тие секако не може да разберат. Ке се расправаш со некој човек известно време, потоа ќе видиш дека не вреди. Тој те навредува, ти му зборуваш за Исус, тој ти зборува за партија. Партија која краде, лажи, го продаде овој народ. Што се случува во вашата земја? Зошто подпишавте 100 договори со сатаната? Во која ве врзувате вие да бидете роб во сопствената земја. Бог ви дава слобода, каде што е Духот Господов, таму има слобода. Зошто црковните заедници се исти како властите? Не можеш да му служиш на Бога, на Исуса и на мамона. Слава ти, Господи Исусе Христе. Погледнете, кој има очи, ќе види. Кој има очи, да види. Уши да слуша, нека чуе. Им кажа, вам ви е дадено да ја знаете тајната на Царството Божио, а на они надворешните се ева параболи тие не може да понесат, за да гледаат со очи и да не видат. Да слушаат со уши и да не чујат. Да не разбираат, за да не се обратиле, некогаш да им се простат гревовите. Тоа во срцето да разберат, на друг превод се вели. Во срцето да разберат, да се покајат. Да им се простат гревовите и да ги исцелам, вели Исус, да им се простат гревовите. И им рече, зар не ја разбирате оваа парабола, како тогаш ќе ги разберете сите параболи? Значи, неговите апостоли не го разбираат Словото. Тие се со него постојано. Не разбираат што им зборува. А камоли некој што денеска по 2000 години се држи за некои доктрини направени таму. Кога сатаната ја поделил црквата, ја превземал. Зашто на престолот се седнатни книжници и фарисеи, а тие се истите кои го распнаа и се уште го распнуваат Исуса. Сејачот го сее Словото. Јас сум сејач и сеам. Посејаното покрај патот се оние кај кои се сее Словото. Покрај патот треба да бидеш да го слушаш Словото. Ако си вон патот, нема да дојде до тебе, освен по Божја интервенција.
Накај кој откако ќе го чујат, веднаш доаѓа сатаната им го граба словото посеано во срцата нивни. Сатаната е крадец, ќе ти го открадне словото. Ќе ти вметне мисли, ти мислиш дека се твои мисли, ти немаш своји мисли. Исто така и посеаното на каменито место се оние кои што го чујат словото, веднаш со радост го примаат, но немаат во себе корен, љубов немаат, се непостојани, се враќаат во калта и на блујаницата, па кога ќе настане неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. Песот се враќа на својата блујаница. Луѓето не сакаат да се менуваат, да разберат што е Божјата волја. Посеаното во трње ги означува оние што го слушаат словото, но грижите за овој век, примамливото богатство и другите желби, кои кога ќе се вселат во нив го задушуваат словото и тоа останува бесплодно. Значи, книжници, фарисеи, садукеи имаат тромо срце, камено срце. Кога го исцелува човекот во сабота, помнете оној момент, садукеите, книжниците, фарисеите, тој гледа омраза во нив и дека имаат камено срце и потоа сакаат да го убијат Исус. Тие го знаат словото, го убиваат Исус. Кое слово го знаете, тоа е интересно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото. Што значи да го слушаш словото, да го чуеш, да го слушаш Исус, да го слушаш Исус во срцето, да постапуваш како Него, да му бидеш послушен на љубовта. И го примаш словото. Ако останете во мојата љубов, на вистина ќе бидете мои ученици. Донесуваат плод. Едни 30, други 60, други 100. Им рече, зар се внесува светило да се стави под поклопец или под кревет? Но затоа ли да се стави на свекник? Значи тоа го има и кај Матеј и Марко. Зашто нема ништо тајно што не ќе стане јавно, ниту пак нешто сокриено што нема да излезе на видело. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. И им велеше, внимавајте на она што слушате. Внимавајте, да, добар превод, но го има, пазете како слушате. Ти што слушате и како слушате? Исус вели, љуби го својот ближен како себе си. Не е само да го слушаш, да влезе во едното, да излезе од другото. Послушност, слушање, покорност. Значи, со возобновен ум да разберете која е Божјата совршена, добра, угодна волја во вашиот живот. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери и ќе ви се придодаде вам што слушате, што сте послушни на Исус, што го извршувате Словото, што живеете во љубовта Исусова, што им простивте на сите, што не осудувате, што се покајавте за секој греф и што ја барате Божјата волја во вашите животи. И што Исус вие во срцето, зашто кој има нему ќе му се даде, а кој нема од него ќе се одзема она што го има, значи ќе му се придаде мерка полна. И тогаш ќе гледате како нешто се движи во духот на нашиот татко. Овој свет секако оди во пропаст. Заедно со вашата Македонија, која се претвара во Ар-Македонија, место каде се собраа сите, по еврејски наречено Армагедон. Место за последната битка, каде што на папокот на светот, кажано со земски јазик, местото каде што македонецот го повика Исус, дојди во Македонија и помогни ни, се разградува по имот човек и сатаната сака се го стави својот жезол, но Господе Исусе Христе, ти нема да дозволиш жезлото на грешниците да биде во земјата на праведниците и додека има еден праведник нема да дозволиш Македонија да пропадне. Дојди во Македонија и помогни ни. Останувам во Твојата љубов, останувам во Твојата сила. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кој е болен, нека каже, прости ми, Исусе, нека падне на колена. Исусе, Ти можеш да ме исцелиш. Им простувам на сите, никога не осудувам, се покајувам за секој греф. Ја барам Твојата волја во мојот живот. Дојди во моето срце и помогни ми. Оставам се во Твоите раце, Господи. Значи, доаѓаме повторно што е христијанин. Браќа, Римјаните 12 глава 1 и 2, во името на Божјото милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши. Нека да си терате што сакате телесно, да си живеете во жртва жива, да бидете жив камен во неговата црква, не во деноминација, во поделен Исус. Во жртва жива, света,
sveta, бидете свети, зашто јас сум свет, повикани сте на осветување и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Тоа е христијанство. Не сообразувајте се со овој век, со овој свет, туку преобразете се со возобновен ум, овде вели со возобновување на вашиот ум, секоја мисла да му е покорна на Исус, за да можете да испитате и осознавате што е волјата Божја. Што е волјата Божја, не вие што сакате, што е добро, благоугодно и совршено. Значи волјата Божја. На друго место, за да да осознаете волјата, добрата, совршена и благоугодна Божја волја во секого од нас. Мир вам до Божјо Царство Небесно, брати и пријателе. Се наоѓаш во Армагедонската битка. Сатаната полека го завзема целиот свет. Прашање на моменти е кога ќе седне на престолот и ќе се прогласи за Бог. Тогаш ќе ги сничкосуваат христијаните и физички. Имаш единствена шанса да се вратиш, можност во Божјото царство, да останеш во Исуса, да го повикаш, да ти даде сила на сите што го примија, да го примиш во твоето срце, им даде сила. Царството Божјо се освојува насил да станат синови Божји. Исус е љубов. Сето друго е нељубов. Два духа се, духот на Исус е љубов, духот на сатаната е нељубов. Погледни каков дух има околу тебе. Исус беше 40 дена во пустината, обкружен со зверови. Ти си во пустината 40, 50, 80, 90 години. Колку ти дал век, дените на човекот се избројани. Но ангели му служеа на Исус, бидејќи ја прифати татковата волја, волјата на Отецот Небесен, на Божјата волја. Може и тебе да ти служат ангели, но само ако ја прифатиш Божјата волја, не ти што сакаш. Татко мој, што да направам денес за тебе во името на Исуса. Амин. Мир вам до Божјото Царство Небесно, мирот Божји, силата Божја и љубовта Исусова во секого од нас. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе. Со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуваат лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе. Со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе. Со тебе можам се, Исусе, Христосе.